на фамилијата. Благодарам. Господин Ивановски Игор има збор, повелете. Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници. Колега Ѓорѓиев, не лаже само Владко Ѓорчев. Тоа што Владко Ѓорчев лаже за бројките, сега лесно ќе го демантирам со конкретните бројки на неговата влада. Проблем е што колеги и колешки пратеници, дозволете на оваа одлична точка за дебата, многу лоша за граѓаните на Република Македонија, уште еднаш, за жал во отсуство на Зоран Ставревски, кој што дали од мене, дали од некои други во собранието, очигледно им уплав и треба на Баачка да иде за да се појави, да го седнеме тука, да дебатира човекот. Да ви покажам како владата на Никола Груевски, со бројките на Никола Груевски и Зоран Ставревски, дрско не ја лаже само македонската јавност, туку и целата странска, економска и експертска јавност, на истиот пример, како што тоа своевидно пред 10 до 20 години го правеше, например, Аргентина, која доживеа целосен колапс на банкарскиот и финансискиот систем, па требаше ММФ да ја спасува, како што Чиле тоа го правеше пред неа, како што Русија тоа го правеше, па требаше ММФ да ја спасува, или нема по-пластичен пример, кога владите лажат во својата економија и надвор, од Грција, која што свесно ја манипулираше и лажеше Европската комисија, криејќи ги и лажно манипулирајќи ги броите во своите биланси, и сега и се случува тоа што се случува. За економистите во вашите редови, на најмногу заради граѓаните. Ова е, уште еднаш ке потенцирам, господине заменик министер, вие не знам дали сте учествувале во овој фалсификат, за Ставревски знам, е податок за состојбата со јавниот долг од сајтот на Министерството за финансии. Че не сум го измислил јас, го имате на интернет, проверете го дека говорам. Може Лиле Кузмановска тоа да го направи, она се разбира од економија. Ова е статистиката на Народната банка на Република Македонија за основните макроекономски показатели. И овој податок не сум го измислил, го симнав од интернет. Колеги и колешки пратеници, дозволувате Зоран Ставревски лажно да ги прокажува бројките во Македонија и за износот на бруто домашниот производ, а во таа смисла и за учеството на јавниот долг на владата на Република Македонија во бруто домашниот производ. Кога разговаравме за ребалансот, ги кажав податоците, од тогаш да ќутевте сите. Прво тој не ми одговори. Престанавте да ги користите бројките 26-28% и така натаму. Еве са епизода број 2. Народна банка вели вака: бруто домашниот производ во 2007 година пораснал 6,1, во 2008 5,0, во 2009 паднал минус 0,9, во 2011 пораснал 3%, тоа допрва ќе го видиме на крајот од овој квартал, за 2012 нормално не дава податок, бидејќи е во очекување. Ајде да видиме што пишува Ставревски. Ако ги споредите номиналните вредности на бруто домашниот производ, иако за момент, како базна година, не знам дали е точна, но како момент ја земам 2006 година, ќе дојдеме до следниот податок, дека 2007 година бруто домашниот производ пораснал за фрапантни 14%. Така, заменику министер? Ај, работете проста математика, X врз Y, броите врз именител. Во 2008 година, врз база на овие бројки на Ставревски, бруто домашниот производ пораснал 12,65%. Во 2009 кога Народна банка вели паднал минус 0,9, Ставревски покажува со бројки дека паднал минус 0,25, си е намалил негативната разлика. Во 2010 година бруто домашниот производ во бројките важни на Ставревски пораснал 5,29, а Народна банка вели 2,9. Во 2011 година Ставревски вели дека пораснал бруто домашниот производ за 3,56%, а Народна банка вели, се извинувам, непотврдено за 3. Допрве ќе се докажува. И за 2012 Ставревски во буџетот кога се носеше велеше ќе порасне бруто домашниот производ 4,5, па на ребалансот вели 2,5, а замислете проектира во оваа негова лажна и манипулативна бројка пораст од 5,9%. Колеги и колешки пратеници, не ли ви е срам
начело со Ставрицки, да ја лажете македонската и европската јавност? Зошто почнав од за ова да говорам? Бидејќи, ако говориме за износот релативен на јавниот долг во бруто домашниот производ, бројките што ги кажувате и кој што економист врз база на овие бројки ги пресметува е една голема лага. И спремен сум на сите вас, ако дозволите математички тука да ви цртам у PowerPoint презентација да ви го докажам ова што го имам. Студент на прва економија на економски факултет ќе го побие ова што го кажува Ставревски, ова е лага и срамота, ова грците го правеа и дојдоа до банкрот. Или, во превод, знаете ли колку кумулативно прикажувате дека пораснала македонската економија од кога сте дојдени на власт до денеска? За фрапантни 47,9%. Па кого вие овде лажете? 47,9 кумулативно. Ватко Ѓурчев, не се собираат механички со збир стапките на раст. Ама тебе не ти замерам, правник си. Немој да влегуваш во лагата на другите. Па зарем верувате дека 47% пораснал бруто домашниот производ за 5 години? Како не ви е срам? Ова се официјалните бројки на Министерството за финансии. И ова некој во Брисел го гледа и го чита и во ММФ. И тие не се внатре во трезорот и во секторот макроекономија на Ставревски за да имаат пристап до информациите. Се базираат на лажниве податоци луѓето. Еве ги на веб-сайт, секој граѓанин може да ги чита и да ги прочита. И дури под предпоставка овие бројки да се точни, колеги и колешки пратеници, врз база на податоците на Народна банка, кумулативниот пораст на бруто домашниот производ за 6 години е 16%. И да ви ја додадам и инфлацијата кумулативна 10%. Не пораснала повеќе од 26 вкупно, а реално, тоа е номинално, бидејќи има инфлација внатре, е многу помалку. И доаѓаме до податокот дека реалниот бруто домашен производ во овој момент не изнесува 7,7377 милиони евра или 7 милиарди и кусур, туку 6,300 милиони евра. Толку е реалниот бруто домашен производ на Македонија во овој момент. Кога на овој реален бруто домашен производ, и спремен сум, ви реков, јавно ќе ви ги покажам бројките, ќе ја додадеме бројката на долгот на владата, со состојба 31 април, објавена на веб-сајтот на Министерство за финансии, ќе дојдеме до податокот дека вкупниот долг јавен изнесува 33,5%, колеги и колешки пратеници. Не 25, не 28, 33,5%. И кога, ако сакате да бидеме ептен коректни, ја сакам, на оваа состојба ќе ги додадеме 100 милиона од Европска инвестициона банка, 30 милион евро од Светска банка за комуналните работи по општините и овие 70 милиони евра, се доаѓа до фрапантната бројка дека учеството на јавниот долг на владата во бруто домашниот производ е 36,7%. Толку реално во овој момент Македонија владата должи. И не ли се чувствувате срамно и мизерно? Владата свесно да лажи и да манипулира со овие бројки и уште јавно се достапни. На страна тоа што за секој податок на Министерството за финансии, на Народна банка и на Заводот за статистика има разлика во сите три институции, што е недозволиво за една држава. И ова е резултат на пренапумпаните броеви за бруто домашниот производ, се со единствена цел вештачки да се намали долгот на оваа држава. Фиксниот курс на денарот е еден проблем, бидејќи тој е 67,5 и е преценет. Арно ама, и со таа математика, и со инфлацијата на куп, се лаже срамно и безочно. И затоа Ставревски престана да говори за учеството на долгот во бруто домашниот производ. Оттаму, Македонија влегува, колеги, во грчкото сценарио и заради многу повисоката стапка на долгот во бруто домашниот производ, но и заради податокот дека вкупниот бруто надворешен долг и на владата, и на стопанството и граѓаните, од кога сте вие на власт,
по податоците на Народна банка, сите веќе ќе ги изјавам за резерва, вклучително и нивните, иако нивните се најточни, е зголемен, колеги и колешки пратеници, за дупло, односно од 2 милиарди и 500 милиони долари во 2006 година на 4 милиарди 874 милиони долари. Има 3 класификации, ја мената во 2011 година. Значи, не само што владата не задолжила многу повеќе од тоа што прикажувате, ама и стопанството е задолжено. И сега доаѓаме до клучните работи кога се зборува за еден долг или задолжување. Број 1, тоа е брзината на задолжувањето. Фрапантна е, за двојно е зголемена. И тоа лежи само на ваша душа. Број 2, изворите на задолжувањето се надворешни. Македонија има константен дефицит и во трговскиот биланс, увозот и извозот на стоки, и во платниот биланс. Нас ни фалат евра, долари, девизи. Со заемувањето на овој фрапантен начин, на енормен начин, оваа влада на Никола Груевски ги загрозува и девизните резерви и платниот биланс на државата. При овој курс на денарот, кој што пак ќе речеме преценет. Број 3. Македонската структура на економијата не генерира можности за враќање лесно и брзо на долговите. И затоа ММФ вели, вие не се задолжувате за намена. Вие само зимате од шупљево празно, од поскапо задолжување да го вратите старото, па пак од поскапо за да го вратите предходното. Тоа се вика лихварство и пирамидално задолжување, кое што кога ќе падне, се случува грчкото сценарио, и аргентинско, и чилјанско, и руско. Има овакви случаи. Русија крахира со 10% надворешен долг, луѓе. Ама немам намера да учам за надворешната статистика, се секирам за македонската економија. Број 5. Рочноста на задолжувањето е слаба. Се задолжувате на 3 на 5 години, кога се најскапи парите. Погледнете ги долговите кои што ги генерирате споредено со на време на СДСМ. Па ние земавме долгови од Светска банка на 10, на 15, на 20 години. Сега вашиот најголем рок за враќање е 5 години. Тоа не е долгорочен. Тој влегува во категоријата на среднорочен заем. И следниот март, се извинувам, јануари или март, се едно, 225 милиона евра треба да се вратат од првата еврообврзница, што ја издадовте на 3 години. Па за тоа не треба памет, колеги и колешки, да се зајми некој на 3 години. Паметен економист и владател или управувач, не е ни владател, се зајмува на долг рок, за да го распредели товарот и финансиски, и солидарно, и генерацијски. Конечно, фактор број 5, цената на задолжувањето е неужасно скапа. Па погледнете ја првата еврообврзница што ќе ја враќаат сите граѓани во јануари до март. 9,18% камата, како пред казинана. Ново задолжување 6,8%. Исто огромна висока каматна стапка. Нигде нема каматни стапки од 1, од 2, од 3%. Србија се зајми 3 милиарди евра од ММФ по 1%. Нас ни дадува 500 милиона. И Србија тие 3 милиарди ги стави во буџетот и ги искористи за капитални инвестиции. И затоа ги изградија сите автопати и градат индустријски зони, се бројни. И аеродром у Краљево прават. Понатаму, намената на задолжувањето, за што говореа моите колеги, нема дополнително да се осврнам, е катастрофална за буџетска поддршка. Па вие не земавте ниту еден сериозен кредит за автопат, за енергетски објект. Сите пари ги ставате во ќумбето на Ставревски, кој што како дрва во зима ги гори, а не создаваат додадена вредност. И тоа е најголемиот проблем што ни се случува, и ги оставате боси и гладни идните генерации што треба да му е мислат. И конечно, сите околни држави кои што се зајмија, колеги и колешки пратеници, изградија нешто. Хрватска, сите автопати, Албанија, и Драч го реновираше, и 2 нови пристаништа изгради, и автопатите према Косово и према Македонија сега ги пушта. Србија, веќе говорев. Македонија нема ниту еден позитивен капитален објект, а долгот расте, и сега ви докажав, и на секој поединечно сум спремен тоа да го направам, 36% од бруто домашниот производ.
И опасно се приближуваме кон грчкото сценарио, бидејќи кога ќе пукне оваа пирамида од задолжување или овој балон, како сакате, кој што лажно го прикажувате, ќе се разбегаат вашите министри по Вашингтон и по останатите градови ке што имаат станови. Ама вие ќе се вратите назад. И ќе треба да им објасните на луѓето од кои пари ќе се враќаат овие страшно и ненаменско направени долгови. Господин Цекири,